Не се само 8 милиони евра проневерени во државна лотарија. Штетата е многу поголема. Власта располага со информации за многу поголема проневера од она за кое сега има докази и пријави. Но истрагата е се уште отворена, па не се споделуваат детали. Колку е износот на злоупотребите во државна лотарија, луѓето шпекулираат со сума од над 8 милиони евра, меѓутоа Многу повеќе. но информации дека е многу повеќе. Многу И дали се точни информациите кои ги имаме дека дел од парите биле вложувани во криптовалути за да се загуби? Не би сакал да зборувам ништо што е поврзано со истрагата. Последниве денови врие на политичката сцена од обвинувањата кој е виновен што Груби се спакува и избега од сочување со правдата. Иако општо познато е дека границата на Косово се поминува и без многу формалности, особено ако превозот се прави со дипломатско возило, сепак СДСМ тврди дека бегството на Груби било политички договор на власта со ДУИ. Уште поневеројатно е тоа што СДСМ обвинува за политички договори, а самите тие 7 години има одлична соработка и ја делеа власта со интегративците. Тоа што Артан Груби ја напушти државата на начин на кој што ја напушти и имаше контроверзни соопштенија од страна на власта, нас ни дава за право да мислиме дека е тоа договорено. Прво дека заминал со дипломатско возило, потоа дека поминал границата пешки, потоа дека не работеле камерите кои што знаеме дека не работат на батерии. Сето тоа се работи кои што граѓаните ги слушаат и ги знаат. Од ВМРО ДПМН предупредуваа дека само на Венко Филипчи и СДС не им пречело однесувањето на Артан Груби во владата, криминалот и корупцијата. Дури и Бујар Османи велат се откажа од него. Ако Бујар Османи знаел за Груби и му сметало неговото однесување, зарем некој верува дека за тоа не знаеле Заев и Филипче. Дуи бараат начин како побрзо народот да го заборави дека воопшто Артан Груби бил нивен кадар. Само СДС смислува нови начини како да го брани. Од МВР повеќе пати потенцираа дека бегството ќе биде целосно расчистено, а за граничарот кој го пропуштил бегалецот веќе има и кривична пријава зашто не извршил адекватни проверки и не евидентирал излез на возилото, а патниците ги завел како пеш да ја преминуваат границата. Локацијата на Артан Груби засега останува непозната. Последен пат јавно се обрати на 15 декември каде преку социјалните мрежи напиша дека бил во приватна посета на Косово и дека веднаш штом ги заврши обврските ќе се вратил дома кај неговото семејство. Во јавноста на големо се шпекулира дека тој веќе е во Албанија, а дел од медиумите, повикувајќи се на полициски извори, објавија дека дипломатот и газда на Нептун во полициска станица изјавил и го оставил Груби близу стадионот во Тирана. МВР ниту ја потврдува, ниту ја демантира оваа информација. И вице-премиерот Изет Меджити во интервју за албанската Ора Ньюс изјави дека според негови информации Артан Груби е во Албанија.